Слава на нашиот Господ Исус Христос! Во денешното Евангелие Исус преку една парабола изборува за нешто што многу недостига во денешниот свет, а тоа е простувањето. Зборува за царот и неговиот слуга. Слугата му должи огромен долг, нешто што никогаш не би можел да го врати. Клекнува, моли, плаче и царот, полн со милост, му простува. Но истиот тој слуга што излезе од кај царот, сретнува човек кој му должи малку, неколку денари. И наместо да се сети на милоста што ја доби, го дави својот пријател и го фрла в затвор. Кога царот дознава, се разгневува и го предава на мачење. Исус завршува со многу јасни зборови: така и мојот небесен Отец ќе постапи со вас ако не простите од срце. Оваа парабола зборува за нас. И ние сме слугата. Од Бога добивме се, а должиме многу повеќе од колку што можеме да вратиме. Со што можеме да го платиме нашиот живот? Со ништо. Со што можеме да го платиме спасението што Исус Христос го даруваше, умирајќи и воскресувајќи за нас? Со никакви пари, со никакви дела. Простувањето на нашите гревови преку светата тајна исповед е целосно бесплатен дар Божи. Но Евангелието денес не предизвикува. Ако Бог на нас се ни простува, како ние се однесуваме кон оние што нам ни сгрешиле или нешто ни должат, или пак не повредиле, или ни нанеле рани? Колку долго остануваме да живееме во омраза, во непријателство и одбиваме да простиме? Понекогаш велиме: не можам да простам, премногу боли. Но простувањето не значи да заборавиме, туку да се ослободиме. Не простуваме затоа што другиот тоа го заслужува, туку затоа што Христос на нас ни простува многу повеќе и тоа без никаква наша заслуга. Секогаш кога ја молиме Господовата молитва, односно молитвата Отче наш, велиме: прости ни ги долговите наши, како што ние им ги проштаваме на нашите должници. Но дали проштаваме? Како проштаваме? Ако простуваме, имаме и право да се надеваме на Божјото простување. Ако не сакаме да простиме, барем да внимаваме кога ја молиме оваа молитва. Денес Христос не повикува на слобода. Злобата, огорченоста, омразата го заробува срцето. Простувањето ги раскинува оковите на гревот, го ослободува човекот и не приближува до Бога. Затоа денес да се прашаме: кому треба да простам? На сопругот, сопругата, на пријателот, на непријателот, на родителот, на себе? Направете го тоа. Христос веќе ги прости вашите неголеми долгови. И оваа парабола пред се однесува на нашата средба со Бога во вечноста, кога ќе застанеме пред Него. Би било прекрасно тогаш да можеме да ги слушнеме милостивите зборови Божји: простен ти е долгот, влези во радоста на својот Господар.